Благодарам, почитувани колеги, почитувана јавност. Денеска зборуваме за Законот за финансиска стабилност. Доколку точно го прочитав во резимето, што е доставено од Министерството за финансии, ова е еден закон каде што хармонизираме македонското законодавство со ЕУ, но овој закон се прави бидејќи не стануваме полноправна членка и ќе чекаме се до влез на ЕУ овој закон да функционира, а потоа целосно да се хармонизира целата регулатива. Ја во минатото сум поздравувал се што е како реформа да се доведе, односно да почне да се работи се до влез на ЕУ, и тоа е добро да се работи, но кога се зборува за финансиска стабилност во Македонија, верувајте, тоа не може никој да го види дека има во Македонија финансиска стабилност или дека со било кој закон тоа ќе се случи. Или на кратко, овој комитет за финансиска стабилност или овој финансиски совет треба да дава мислење, кој тоа мислење нема да биде обврзувачко, односно два пати годишно ги се собираат и може да дебатираат, да резонираат, да даваат сугестии и така натака, но тие што ќе бидат одбрани членови од Народната банка и од владата, тие повторно кажуваат сите политики. Може би поентата е ова тело да се создаде и ако има некои погрешни правци во самата политика и во економската стабилност на земјата, да бидат и они криви, но секако како комитет може би е добро да постои да го има за да се гледаат сите економски кризи. Но во Македонија постојано следи економска криза и ова требало, според мене, не да постои со закон, туку требало тело постојано да заседава и да го има во Народната банка. Дали тоа ќе биде под директна ингеренција на Народната банка во координација со министрите, со заменици министри и така натака, ова постојано мора да се следи, зашто во Македонија постојано имаме криза со пандемија, имаме криза со енергијата, имаме здравствена криза, имаме политичка криза, како што е во овој момент, има криза која што следуваат следниве месеци, а тоа е со продуктите, со цените на трошоци и така натака. Ја во минатото зборев дека како влада недоволно обрнуваат внимание за она што ќе се случува во иднина, за предвидливоста, дали економските субјекти имаат предвидливост, дали инвестициите во Македонија ќе растат, дали ќе има нови инвестиции, дали ќе се раздвижува економијата, дали ќе се раздвижува градежништвото и така натака и така натака. Но по се она што може да го видиме, ни една гранка во Македонија за жал не се развива. Немате доволно мерки како влада, се правите атко колку да направите, да се додворите или слично, како што е последново со законот, односно со законот за минимална плата, каде што гледаме бунт на секаде во секоја фела, а нема доволно средства во буџетот. Нешто интересно што го во овие денови, ни го прочитав, што е многу чудно, вика 100 милиони евра ќе се намалат за непродуктивни трошења, односно трошоци со новиот ребаланс. Тоаш зашто се предвиделе овие 100 милиони евра ако од сега кажувате дека биле непродуктивни? Зашто во минатиот буџет се ставени овие средства? Нели тука со амандмани баравме да се направат нови школи, да се направат нови градинки, бевме одбиени скоро за сите амандмани. И сега наеднаш, како голема мерка на владата, ќе се намалиле 100 милиони евра, зашто биле непродуктивни. Зашто ги планиравте? Уште колку такви има со новиот ребаланс? Или што е многу лошо за земјата, треба секој граѓанин да знае дека новиот долг на земјата ќе изнесува 70,9% од ГДП, односно од бруто домашниот производ. Значи за 3 години, од 2000 до 2022 година, долгот ќе порасне за 2,4 милиарди евра. Ако гледаме претходно за минатите 10 години, за 10 години било околу порасне за 2,8 милиарди евра. Но сега за 3, 2,4 милиарди евра. И тоа е многу сериозно за целата економија. Зашто го велам ова? Бидејќи слушнавме дека ќе се задолжиме со скоро 1 милиарда од ММФ, потоа нема и така натака различни изјави. Зашто ќе бидат потрошени тие средства? За повторно за непродуктивни трошоци? Или за да се крпат оние сите дупки што ги има во буџетот? Но замислете, изјавуваа дека нема ни тие средства биле доволни. Па може би евроврзница една, па втора и трета. Каде ќе оди овој од 70,9%? Но внимателно ги слушам од владата и сите оние што работат во финансиите, го кажуваат долго дека ќе биде многу помало, но не го земаат сите оние средства што ги имаат земено јавните предпријатија. Зборам ако остане, оние задолжувања ако останат и во јавните предпријатија, ќе биде преку 70%. Но дали тие јавни предпријатија повторно ќе се задолжуваат?
Ова зашто го говорам, зашто многу општини сега исто така што имаат јавни предпријатија, но исто така и државни институции што се јавни предпријатија, еве како јавното предпријатие за државни патишта, што секогаш треба да зема кредити за нови автопати, за нови експресни патишта. Иако вие тоа не работите и не градите, но сепак можеби ќе има, не знам, поминавме еден закон тука за нови автопати дека ќе треба да се потрошат средства дополнителни. Кој ќе го земе тој заем? Кој ќе ги даде тие средства? Дали ќе имаме ново задолжување конкретно на тоа јавно предпријатие? Многу средства се трошат, но што е многу интересно, што сите средства што сега ќе бидат задолжени, поготово за капитални инвестиции, сите цени ќе пораснат. Значи, ако во минатото, не знам, со X средства, да речеме околу 600 милиони евра, што ги планиравте во минатото за капитални проекти, а не ги реализиравте, сега за такви проекти ќе ви требаат многу повеќе средства. Бидејќи преку 30% расте све во економијата, расте во градежништвото, растат цените, расте струјата, расте горивото, се расте. Дали ќе има доволно средства за нови капитални проекти? Минатиот пат кажав една градинка, ако во месец август чинела, не знам, околу 30 милиони денари, сега година би чинела 40-50 милиони денари и така натака и така натака. Не само што државата ќе нема доволно средства, зашто гледаме дека дупка има насекаде, самите општини ќе немаат доволно средства. И затоа треба да се размислува и на кој начин да им се помогне на општините да добијат дополнителни средства. Дали треба со измена на закон преку други даноци за да добиват повеќе средства. И тоа е многу легитимно и треба да го разговараме. Денеска сме ние, локална самоуправа, утре некој друг и така натака, но тоа е многу легитимно зашто ќе имаме заробени општини. И доака тука ќе се носиме закони како во минатото да ги раздолжуваме или слично, но нема економски раст на тие општини. Долгорочно тие заглавуваат исто како што заглавува државата. Наместо да се има непродуктивни трошоци за еден куп глупости како што може да ги читаме во минатото од оваа влада и нови вработувања или слично, треба да се размислува многу за многу капитални проекти од овие 100 милиони што сега ги кратите. Ќе се радувам ако ги префрлите сите овие средства за нови проекти. Но зашто одбивавте претходно со амандмани се што ќе предложивме како капитален проект? Зашто овие 100 милиони не ги предвидовте за секој мало да добие, не знам, нова уличка или слично? И тоа е многу голема грешка, бидејќи сега гледаме дека нема економско раздвижување било каде во Македонија или тоа е минимално. Општините предводени од ВМРО се трудат од петни жили да покажат дека се различни и да прават многу проекти. Но пак ќе кажам, собирањето на даноци на сите средства што се во општините се многу мали. Истото тоа се случува и на ниво на државата, бидејќи се зголемуваат сите трошоци. Државниот долг значи пораснува за отприлика 1 милиарда и 315 милиони евра. И спомнав, ова е многу сериозна работа, бидејќи што ќе се случува со сите овие најави што ги кажувате, еве и во светот се тие најави дека не очекува сериозна зима, дека сите трошоци кидат до плафон и како ние да дадеме утеха кон сите граѓани, односно вие како власт, ние како опозиција да помогнеме, бидејќи кажавме се што е штетно ќе блокираме и ќе блокираме. Бидејќи со добри закони ќе ги поддржиме. Штетните закони ќе траат тука со недели и со месеци. Една седмица може да трае 2-3 месеци. Бидејќи има по 50-100 точки, дел од нив се баш непродуктивни закони. Но има некои што се квалитетни и добри. Тие да се стават на посебна седница први, за да се разгледува, за да видат граѓаните дека она што ќе се случува наредниот период, дека владата, вие како представници имате предвидливост, дека ќе им помогнете. На ние како опозиција да предвидуваме мерки неколку месеци уназад за цената на струјата, за акцизата и така натака, вие да ги одбивате, па после неколку месеци да дојде рацио кај вас и со притисок од јавноста нешто да прифатите. Така не се води држава, ниту пак на подолг рок или на среден рок може да раздвижите целата економија. Но тоа, вие што го правите, е лошо за нацијата и за државата. Бидејќи, пак ќе кажам, нема никаква предвидливост. Затоа се заменуваат странските инвестиции, затоа нема доволно нови инвестиции во Македонија, затоа македонските компании не сакаат да реинвестираат тука во оваа држава, во Република Македонија, туку пробуваат да излезат на друг пазар, каде што економијата е поразвиена и каде што расте од година во година. Во Македонија тоа ќе биде минимално или ќе мора да се задолжува владата со нови средства. Но пак ќе го поставам прашањето и министерот е тука, треба да се објасни зашто ќе бидат користени оние 900 милиони евра. За што точно ќе бидат користени, за какви дупки ќе се пополнуваат, или новата еврообврзница или така натака. Многу прашања остануваат необјаснети,
бидејќи граѓаните знаат дека ги чека и тешка зима, но знаат и дека овие години што ги поминаа со вас се многу тешки за нив и нивните семејства. Благодарам.